Некој тропа на вратата, дали да отворам? Да им отвориш, што им текна да тропаат, не им отворни. Да не отвориме. Мајко, зошто да не им отвориме? Ајде да им отвориме. Сега одмараме. Ајде види кој е и кажи му шо барат. Што бараш овде? Јас сум дојден за скалите. Какви скали? Нагоре, за надолу. Чекај да ја кажам на господјата. Господјо, дојден е човекот за скалите. Какви скали? За нагоре, за надолу. Јас не побарав скали, оди избркај го. Но мајко, чекај, немој да го бркаш. Ајде, оди си, бегај. А ве молам, може една корка леп? Не дава господјата, ама еве јас ке ти дадам. Благодарам. Господице, отворајте, господице! Што е ова? Што ви се случи сега на вама? Леле чорбаџике, што ви се случи? Една несреќа, банкотиравме. Те молам, можете да не примите заслуги? Па да, секако. Јас колку години кај вас работав, ке ве примам секако. Ајде, повелете, кој сте вие? Јас сум за скалите дојден. За какви скали? За нагоре и за надолу. Сега слуго, се преправивме како обични луѓе и ќе одиме да видиме како живеат тие. Да, царе. Туку кај селаните или кај граѓаните прво? Првин кај селаните ќе одиме. Ајде. Добар ден, дедо, како си? Добар ден. Ами еве, се одмарам од орање. И аренцу, и ти трите ме држат. Зошто на вакви години ти така се мачиш да работиш? Не си стар? Рами ме ограбија, сега третиот го чекам да ме ограби. Арно, дедо, арно. 32-та ги имаш? Ги немам, само 4 ми останаа. Нешто да те прашам, може? Прашај. Гуска, може да искупиш? Мајстор сум за гуски купен, само пред темиот ти оди. Ајде да си одиме, не, ај со здравие. Ајде со здравие. Со здравие, дедо. Помошнику мој, да те прашам нешто. Прашајте. Ти не слушаше да зборбевме со дедоне? Даде. И збордва разбра? Аве, царе, јас нели ти знаеш дека само царски муабет се разбирам, ова беше силски. Такви слуги јас не сакам. До утре да размислиш што зборбевме со дедоно, да дојдеш кај мене и да ми кажеш. Инаку работата ти ојде. Добро, честити царе, добро. Дедо, почекај. Кажи сико. Може да те прашам нешто? Да ме прашаш. Па да те прашам, дедо. Да ме прашаш. Со мојот пријател вчера што зборувавме, јас ништо не разбрав. Може да ми кажеш? Сега ќе ти кажам. Тој прво ме праша како си. Јас му реков арен сум, трите ме служат. Тоа трите се моите две нозе и умот. Кога ме праша за 32-та, ме праша дали ги имам сите заби. А јас му реков, ми остане уште 4-те, зашто другите ми испадна. За рамеите пак имам 2 ќерки и 1 син. Двете ќерки се омажија и јас требаше да дадам голем мирис. А сега и синот ќе ми се жени, па свадби, бавчи, продавање, такви работи. Зато двајца рами ме ограбија, а третиот се уште не ме ограби. Ти за све ми кажа и фала, но за гуската не ми кажа. За гуската не ти кажувам. Ќе треба прво 15 златници да дадеш. Па, ајде, повели. Еми, синко, гуската беше ти.
ти ги собрав парите и сега ќе можам помалку да работам и да си го оженам синот. Така да остани ми со здравје. Дубот ми те ускубав, така? Ај, да ми останеш со здравје. Здравие. Слуго, дојди ваму да те прашам нешто. Ајде, прашај ме, честити, Заре. За моабетот со детоно што го правевме вчера. Ша разбрав? Разбрав. Ама И ајде кажи. за умот, и за нозете, и за забите, и за синоти и керките. Добро. А гуската ја искуба дедото? Ја искуба. Да си ми жив и здрав, сине. Гледаш, селаните умнити се, а неко вас... Што ти е селска мудрост? Еден дедо попаметен од мој најдобар слуга. Што ти е селска мудрост? Простите, Заре. Да, слуго, ајде сега да се вратиме во црштината. Ајде.